Македонското научно друштво од Битола по повод Меѓународниот ден на науката 10 ноември организира меѓународна научна конференција со наслов Образованието на крстопат, состојби, предизвици, решенија и перспективи. Конференцијата се организира во соработка со Педагошкиот факултет во Битола, Учителскиот факултет во Белград, Факултетот за образование на наставници при Универзитетот во Загреб, како и други универзитети и школи од Марибор, Скопје, Штип и Белград. Предучилишното воспитание и образование на крстопат, оделенската настава и учење, општото и стручното образование во услови на промени, патот на високото образование, односот на образовните институции и локалната заедница во услови на промени, се само дел од темите кои ќе се најдат на оваа конференција. Ке стане збор за курикулумот, значајно прашање кое што сега се отвара во нашата држава. Понатаму, за легислативата или законските решенија кои се однесуваат на образованието во нашата држава. Поставеност на образовниот систем, одредени дидактички решенија ќе бидат овде разгледани, методички одлуки и решенија, улогата на наставникот во современиот воспитно-образовен процес, улогата на ученикот или оној кој учи, кога зборуваме за возрастни, улогата на компјутерот или таа компјутерско или користење на ICT во наставата и учењето, работата со надалени и талентирани, инклузивната работа, кариерниот развој на наставниците, стратегиите за учење и поучување, семејството во наставата и учењето, евалуацијата од колегите и учење од колегите, тоа е еден нов тренд. На конференцијата ќе учествуваат експерти од 10 држави, односно 32 членови на програмскиот комитет. Станува збор за експерти од Швајцарија, Полска, Хрватска, Азербејџан, Србија, Македонија, Словенија, Бугарија, Шпанија и Босна и Херцеговина. Учесниците можат да се пријават со сопствен труд и да учествуваат со своја презентација на самата конференција и нивниот труд ќе биде објавен во зборник на трудови. Исто така, бидејќи станува збор за пошироко подрачје, имаме можност за така наречено виртуелна партиципација на учесниците, односно некои кои ќе бидат спречени од било какви причини да присуствуваат и да дојдат овде во Битола, во Македонија, да можат трудот да го испратат, да аплицираат во цела редовна постапка, со тоа што трудот исто така ќе им биде објавен, после се разбира рецензирањето. Исто така, можат наставници и сите заинтересирани стручни служби да учествуваат на конференцијата како слушатели, бидејќи во правилникот за кариерен и професионален развој и тоа се брои како активност од страна на наставниците и стручните работници и тоа влегува во нивниот професионален развој. Трудовите ќе бидат рецензирани и објавени во зборник на трудови од конференцијата во печатена и електронска форма. Селектирани трудови ќе бидат објавени во научното списание Прилози. Меѓународната конференција е поддржана од Македонската академија на науки и уметности.